Добро вечер и Божи благослов ви посакувам навистина. Мене ми е радост и мило ми е што можеме уште една вечер се разбира по милоста Божја, по благодата Божја, да бидеме заедно и се разбира да го слушаме зборот Божи. Да слушнеме навистина што Господ ова вечер има на сите нам да ни препорача. А верувам дека Словото Господово е силно и моќно, за да може навистина не само да стави впечат, да го допри нашето срце, туку тоа има сила да го трансформира или обнови нашиот живот. Така да, навистина уште една сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам многу благослови во името на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Мене ми е, како што реков, радост да можеме се разбира да бидеме заедно и не само ние, туку да уживаме ова вечер, се разбира, во присуството на самиот Господ Бог. Библијата е полна советувања. Библијата е полна со изненадувања. Но меѓутоа на прв ред би ги ставил Божите ветувања. Библијата вели дека Божите ветувања се да и амин. Во Библијата ние читаме во Новиот Завет, па дури и во Стариот Завет, псалмистот Давид во својот 23-ти псалом вели: да слезам во долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото. Овде Давид сака да ја објасни, да ја докаже Божјата присутност, дека каде и да сме, Господ е со нас. Израел имаше многу случки и се додека Господ беше со нив, тие секогаш во тие случки, во тие одредени настани со другите народи, кога тие војуваја, кога врвеа низ пустињата 40 години, додека Господ беше со нив, буквално влакно од косата не им фалеше, затоа што Божјата милостива, силна рака ги водеше и ги благословуваше. Исто така можеме да ја видиме и не само тоа, туку во овој 23-ти псалам можеме да ја видиме силната вера на Давид. Тој длабоко верувал каде и да е дека Господ е со него. Така да оваа вечер јас верувам дека по вера, нели, дека Господ е меѓу нас. И тоа е всушност Божјето ветување, кој во Новиот Завет, нели, можеме да го видиме, кој ни го дава самиот Господ Исус Христос. Тој вели, каде се собрани 23 во Негово име, дека Тој е тука точно меѓу нас. И јас длабоко верувам дека Господ е оваа вечер со сите нас и дека Тој е меѓу нас. И Бог го знае длабоко нашето срце. Бог знае се што има сега во овој момент длабоко во нашето срце. Бог ги чита нашите мисли, затоа што Тој е поголем и од нашиот ум и од нашите мисли, меѓутоа Библијата зборува дека Бог е поголем дури од нашето срце. Зошто? Затоа што Тој е креатор на човекот. Библијата вели дека Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна дух животен и човекот се разбира стана жива душа. Повторно ние сакаме ова вечер да разгледаме можноста околу верата, затоа што длабоко верувам за Божјото присуство. За сите нешта потребна е вера. Библијата зборува колку ни е потребна верата, но и колкава вера треба да имаме. Всушност, таа е клучната работа. Во Библијата откриваме дека без вера не е возможно да му се угоди на Господа и дека оние кои што доаѓаат пред Господа треба да доаѓаат со вера во Него. Видовме дека верата не доаѓа од нас или од нашите предци, туку верата доаѓа од самиот Господ. Всушност, Библијата ни открива дека таа е дар Божи. Шо ми е дар Божи? Значи, таа е дадена поклон за секого еден од нас. Затоа сакам и ова вечер да разгледаме околу Библија, околу верата. И Библијата цело време зборува за великаните на верата. И дека верата е клучната работа. Како можеме да дојдеме до Бога и до Неговиот престол на благодатта, но од друга страна, Бог зборува дека преку верата се разбира и нам Тој ни се приближува. Затоа во книгата на Малахија, на Захарија, па дури апостолот Јаков подоцна пишува како е возможно Бог и преку што може нам да ни се разбира придружи. Во
Павле во 1 Тимотеј во 2 глава зборува како е можно преку Бога да се доближиме, освари преку Исуса Христа. Со вера преку Исуса Христа единствено можеме да се приближиме до самиот Господ Бог. Врз основа на нашата вера, Бог ќе се погрижи, како што реков, за сите наши потреби и грижи. Потребите ги имаме сите и грижите ги имаме сите, и тоа во изобилство. Но Библијата зборува дека Бог знае уште пред да кажеме, Бог знае од се што ние имаме потреба, затоа што Бог гледа и Бог слуша. Кога ќе ја читаме 2 глава, всушност 2 книга на Мојсе, почетните глави, ќе видиме како Бог запишал, пророкот Мојсей во неговите книги, како Бог го слушнал и го видел овкањето, ја вишал маката на израелците, се разбира додека тие биле 430 години во Египет како робови. И Бог го повикува Мојсей и му вели: го видов страдањето на мојот народ, го слушнав нивниот пискот. Нивното страдање и нивниот пискот стигнаа до моите уши и до моите очи. Па сакам да го избавам од раците египетски. Значи Бог слуша и Бог гледа. И затоа реков дека Бог знае се што нас не е потребно, иако ги имаме во изобилство проблемите. Проблемите може да бидат и грижите во нашиот живот многу фатални. Може да донесат дури многу тешки последици во нашиот живот. Затоа многу е важно нашите грижи, нашите проблеми да ги препуштаме во Божи раце. Јаремот кој го носиме, без разлика колку е тежок, Бог е тука да го симни тој јарем. Бог е тука да ни помогне на секого еден од нас. Но затоа е важно да имаме на целосна, комплетна сигурност и вера во Господа. Затоа што овие нешта вредуваат или даваат резултати во нашиот физички, меѓутоа и во нашиот духовен изглед. Затоа ова вечер уште еднаш ќе кажам, Бог навистина нека не благослови сите нас. И нека навистина ова вечер со Божја помош, преку молитва, ајде да застанеме пред Него, пред Неговото свето и достојно лице и да ги препуштиме сите наши проблеми и грижи. Се она што го притиска нашето срце, се она што го притиска нашиот живот, Бог е тука да ги предземи сите тие нешта во свој раце. Зошто? Затоа што Господ му се објави на Аврам и на многуте пророци дека тој е Ел Шадај, семојќен Бог, кој нема нешто што е невозможно. Библијата ни зборува дека се е можно за оние кои што се разбира веруваат во Бога. Да имаме вера колку едно синапово зрно, се е можно за нас. Се разбира преку Божјата сила. Реков, тој е мојкен и силен и тој може се да направи. Затоа е потребна е верата. Еве да отвориме во 1 Петрово 5:7, еве што таму ни е запишено. Еве што апостолот Петар поучува, се разбира, во Светото писмо. И вели, значи, прво послание на апостолот Петар, 5 глава, 7 стих. Вели вака: сите ваши загрижености, грижи, префрлете ги врз него и тој ќе се грижи за вас. Кога зборуваме дека Бог ќе се грижи за нас, нема определено време кога ние можеме да му ги префрлиме или да ги искажеме сите наши проблеми и грижи. Бог е достапен за нас 24/7. Кога јадиме, кога пиеме, кога шетаме, кога легнуваме да спиеме, Бог е со нас. Каде да одиме? Затоа псалмистот вели: да слезам во долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, ти си со мене. Навистина Давид длабоко верувал дека Бог е со него, дека Бог го води. И Давид пред Господа
Не само што се радувал и не само што го славил Господа, не само што играл пред Господа, не само што бил задоволен Господа, туку Давид кога се наоѓал во проблеми во неговиот живот, кога неговиот живот бил во огромни проблеми и грижи, тој знаел дека Господ е со него и дека сите негови проблеми и грижи треба да ги остави на него. Давид не само што верувал во Господа, туку Давид бил и сигурен во Господа. И затоа многу псалми се напишани од сигурносна гледна точка. Дали јас и ти сме сигурни во Господа? Дали имаме сигурност? Дали имаме цврста вера? Дали имаме вера колку едно синапово зрно? Тоа Бог од нас го бара. Реков, верата е единствена алатка која може да ни помогне во сите наши проблеми и грижи. И затоа апостолот Петар од своето искуство кој го имал со Господ Исус 3,5 години, тој подоцна преку инспирација, преку водство на Светиот Дух пишува писмо и вели: сите ваши проблеми и грижи препуштете ги на него. Тој ќе се погрижи за вас. Ама како? Преку вера. Во една ситуација, додека Господ Исус шеташе низ водата, Петар посака исто да сака да шета низ вода, како што шеташе Господ Исус. И Господ му позволи на Петар да почне да шета. Но кога надојде абранови од левата и од десната страна, Петар почна да тони и да вика: Господе, помогни ми, затоа што загинувам. Господ ја сложи својата рака и го извади Петар и му рече: маловернику, каде е твојата вера? Затоа е многу важно фокусот да биде на нашата вера. Фокусот да биде кон Господа. Да не гледаме лево и десно. Да не гледаме кон проблемите и грижите. Проблеми и грижи ги има и ќе ги има и тоа во изобилство. Но Бог е тука. Бог е тука да ја спушти својата рака кон сите нас и тој да ни помогне на сите нас. Затоа Петар од тоа искуство кој го имаше и имаше, се разбира, многу други искуства во тие 3,5 години, тој вели: сега сите ваши проблеми и грижи препуштете ги на него, тој ќе се грижи за се што имате од потреба. Ако гледаме Стариот Завет, како Бог на еден совршен начин се грижил за поединци, за голем број на народ. Исус во Новиот Завет гледаме како на неколку пати нахранува 4,000 луѓе, па 5,000 луѓе, башка, жени и деца. Од колку? Од 2 риби и 5 леба. Бог навистина за сите тие луѓе се погрижил за да има храна, за да може да бидат наситени. Ако ова вечер ти недостасува храна, ти недостасуваат пари, тие грижи, тие проблеми со кои ти се соочуваш, имаш недостаток, ајде препушти ги со вера во Бога. И Бог е тој кој што ќе се погрижи за сите тие нешта. Еве што ни е запишано во Евангелието на Матеј, 6 глава, 25 стих. Еве што вели Господ околу грижите. Затоа ви велам, немојте да се грижите за вашите души, што ќе јадат или што ќе пијат, ниту за вашето тело, во што ќе се облече. Зар не чини душата повеќе од храната и телото од облеклото? Значи, немој да се грижите. Бог е тука. Тој ќе се погрижи за сите нешта. Ова треба длабоко да го веруваме. Не сакам да зборувам за просперитетно учење. Имам разбирање за сите тие проблеми и грижи во кои што и ја се наоѓам многу често пати. Нормално, како човек, имам своји грижи и своји проблеми во животот. Секој човек си има своји лични проблеми. Меѓутоа, ме научи животот. Самата Библија ме научи, самиот Господ преку Светиот Дух, да ги препуштам сите мои проблеми во Божи раци, верувајќи дека Бог ќе се погрижи за сите тие нешта. Потоа, читаме во Псалам, значи ќе прочитаме во Псалам 55, Псалам 55, ќе отвориме заедно, 22 стих и да видиме еве повторно што псалмистот
Давид ни зборува. Значи Псалам 55, 22 стих. Пренесете ја на Господа маката своја и тој ќе те подкрепи. Тој нема да дозволи праведниот човек да страда. Гледате како Давид по инспирација на Светиот Дух. Ја верувам дека овој псалам е напишан под инспирација на Светиот Дух. Меѓутоа, Давид се соочувал исто така, иако бил цар над Израел, иако Бог го подигнал, но тој сепак многу често пати се соочувал со многу невојли и неприлики во неговиот живот. И бил многу загрижен за многу нешта. Но верата и сигурноста му била во Господа. И затоа тој вели, пренесете ја маката своја. Во овој псалом Давид е во мак против неговите непријатели, кои тие се подигаат против него. Но Давид знаел исто така дека Бог е со него и дека Бог го води и дека Бог ги слуша сите негови потреби и грижи и дека тој има цврста вера кон него и е сигурен кон Бога. Затоа вели, пренесете ја на Господа цела своја мака. Ако оваа вечер си во мака, во проблеми, тежат твоите проблеми, знаете, понекогаш мислиме дека нашите проблеми или моите проблеми се најтешки. Ја мислам дека сите проблеми, сечи проблеми поточно, си имаат своја тежина. И секој проблем си има своја тежина. Затоа, тој проблем кој си има своја тежина, таа тежина во нашиот живот го притиска нашиот живот. Затоа е многу важно, ајде заедно да ги препуштиме проблемите, да ја препуштиме маката, како што овдека псалмистот Давид вели, и Бог ќе не подкрепи. Бог ќе не благослови и Бог има сила и моќ да не ослободи од сите наши проблеми и грижи. Како? Со тоа што тој ќе ги реши нашите проблеми. Библијата нигде не зборува дека нема да надојде проблеми и понатаму. Но, ако ние секогаш ги оставаме проблемите во Божи раце и ја искажуваме својата мака пред Господа, тој секогаш ќе не подкрепува, тој секогаш ќе не ослободува од тежината на нашиот проблем. Тоа е многу важно да го знаеме сите. Затоа псалмистот Давид сите овие нешта се разбира ги зборува. Така да, еве уште една порака, оваа вечер, навистина, мене ми е мило и драго што можеме, нели, заедно да се поучуваме од Словото Господово, кој е храна за нашата душа. Лек за нашата душа, всушност лек за нашите проблеми. Библијата изобилува со изворени настани. И таа ни дава обознаење како можеме да бидеме ослободени од сите наши проблеми. Како можеме да бидеме растеретени од сите наши проблеми. Не смееме да размислуваме дека нема нешто што Господ не може да го направи за сите нас. Нема нешто што не е возможно. Нема проблем со кој Бог не може да го реши. Има многу проблеми кои според нашите очи изгледаат многу тешки, нерешливи, дека нема крај. Но, од друга страна, Библијата вели дека тој е семојкен. Така Бог му се објави на Аврам. Ако не беше возможно Сара да забремени, ние наредната емисија ќе видиме какви се Божите ветувања и како се наближува зачнувањето, бременоста на Сара, па и потоа раѓањето на Исак и како Бог навистина го благословува, меѓутоа реков Аврам беше човекот на верата. Не само што беше Божи пријател, туку Аврам со цело свое битие, тело, душа и дух му веруваше на Господа. Псалмистот Давид, поучен од сите овие нешта, па дури другите Божи пророци во Стариот Завет имале целосна, комплетна доверба во Господа. И затоа и Давид, и Аврам, и Исак подоцна потоа, и Јаков, и сите други останати, ќе видиме како навистина сите тие се подпираа на Господа. Царевите кои доаѓаа подоцна, нели, Давид во негово време бил цар, Бог го подигнал, и Библијата вели дека Давид бил
избран по Божјото срце, Господ го водел, но тоа не значи дека тој не се соочувал со проблеми, дека се му течело мед и млеко. Тој се соочувал со огромни проблеми во својот живот. Ако го читаме третиот псалм, ќе видиме како Давид го пишува тој псалм, го пишува во една голема мака, во една голема тешкотија, бегајки, замислете си, од својот личен син. Тоа е нели изненадувачки, но сепак псалмистот повторно и другите псалмисти кои ги пишуваат псалмите се подпираат на Бога и нам ни даваат во знаење дека и ние треба да се подпираме до самиот Господ Бог со вера, се разбира, и дека Бог е тука да ја слушни нашата мака. Бог има трпение да не слуша и да не благослови. Затоа ви посакувам пријатна вечер. Господ нека биде со вас и се разбира, ако даде Господ, да се слушнеме и да бидеме заедно повторно да го проучуваме Словото Господово, се разбира до наредната емисијата Глас на вистината. Пријатна вечер и Господ со вас. Амин. Добро вечер и Божи благослов ви посакувам на вистина. Мене ми е радост и мило ми е што можеме уште една вечер, се разбира, по милоста Божја, по благодата Божја, да бидеме заедно и се разбира да го слушаме зборот Божји. Да слушнеме на вистина што Господ ова вечер има на сите нам да ни препорача. А верувам дека Словото Господово е силно и моќно, за да може на вистина не само да стави впечат, да го допри нашето срце, туку тоа има сила да го трансформира или обнови нашиот живот. Така да, навистина уште една сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам многу благослови во името на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител.